на почитуваната колешка во однос на квалитетот, да, ние секогаш се стремиме кон квалитет, меѓутоа, знаете како, станува збор за едни глобални измени с кои што поминува целиот свет. Генерацијските разлики и јазовите меѓу генерациите се многу видливи кај нас. Точно е дека помладите генерации одлично го владеат англискиот јазик, иако не сите, иако мора да имаме во предвид дека тоа се случува само во урбаните центри, односно во градот Скопје, доколку прочитате низ Македонија, ќе видите дека не сите млади одлично го владеат англискиот јазик. Така да ние имаме лица кои што се одлични менаџери, кои што имаат потенцијал да бидат одлични менаџери, кои што можеби се во повозрасни години, повозрасни кога велам, не велам на многу стари, но кои што немале таква можност да комуницираат на англиски како што комуницираат младите, а не може тие луѓе да бидат исклучени, нивните менаџерски способности да не бидат искористени во однос на водење или управување на една културна институција. Значи, сметам дека учењето на јазик е жива работа која што секој од нас може да научи странски јазик доколку има амбиција, доколку има волја. Но со вакво ограничување на вакви високи стандарди, високи критериуми, ние повторно она вие што го зборите, истото може да се случи и со високи стандарди. Претходно кажав, со фалсификување на дипломи, повторно е стравот тука. Во однос на Европската унија, да, во Европска унија е задолжително, бидејќи многу е смешно тоа што во Европска унија службен јазик е англискиот, иако Велика Британија излезе од Европска унија, значи и тие имаат големи дискусии, ги следам, особено во културата ги следам ситуациите и особено во културата знам дека и таму не сите директори во Европска унија знаат англиски, се служат со превод. Кога ќе влеземе во Европска унија, ќе ги согласиме ние тие работи, но до тогаш треба да се подобруваме, а ако ги лимитираме, ако ги зголемуваме, критериумите ги правиме недостижни, ние нема да се подобриме, ние само ќе се ставиме пак во состојба да има некоја корупција или некои фалсификувани дипломи. Затоа се намалуваат критериумите. Воопшто не гледам јас тука намалување, повторно ќе кажам, значи многу беа високи нивоата и затоа имавме такви ситуации. Со вакво прилагодување мислам дека ќе направиме добро. Може би во иднина ќе ги вратиме критериумите. Но мораме да се прилагодиме на нашето население, не на Европската унија. Европската унија ни е цел и се стремиме кон достигнување на таа цел. Но имаме претходно многу други проблеми кои што треба да ги решиме. Ние дадовме многу ветување, односно претходната влада даде многу ветување за таа Европска унија, ништо не се случи. И дојдовме во една ситуација во која што сме. Целата идеја е да се прилагодиме и да се стремиме и да чекориме кон европските вредности Европската унија. Така да ве разбирам и јас би сакала тоа е некое идеално општество и сите се стремиме кон такво идеално општество, но треба да стигнеме до тоа идеално општество и ние даваме сега еден механизам како да се подобриме, како да стигнеме до таму. И целта на законот е меѓу другото, значи целта на оваа измена и повторно ќе потенцирам воведување и на германски и француски јазик. Бидејќи тоа се јазиците на Европска унија. Германски и француски и англиски. Па секогаш било, но ние во досегашните закони беше само англиски. Така да тоа е измената на законот. И мене ми е жал што се прави ваков дефокус. Ви благодарам. Faleminderit.